изградба и продажба на станови, трим и лум. Вкусно! Охрид деновиве дише во духот на Великден. Додека молитвите одекнуваат од древните храмови, улиците се исполнети со туристи кои доаѓаат да ја почувствуваат празничната магија во Балканскиот Ерусалим. Градот е исполнет со гости, најбројни се домашните од соседството, но има групи и од европските и азиските земји. Духовната атмосфера ги обединува и верниците, и туристите од различни вери и националности, кои Великден го доживуваат на посебен начин. Та магија има во воздухот. Претходно луѓето веќе го припремиле домот, исчистиле, се припремаат свечани јадења, во ред јадењата ни се потребни на сите нас и тоа е дел од тој убав ден, но ќе ја потенцирам повторно духовноста, пораката на Исус Христос да се сакаме, да веруваме, да се љубиме и да простуваме. Поготово за верските празници се знае како се обележуваат и не треба да има некои посебни дополнителни активности, доволно е тоа што празниците ги чествуваме како што доликува, како што треба во склоп на верата, во склоп на традицијата, така да сметам дека не треба ништо повеќе да се направи, да се збогати. Доволно е да дојдат да ги посетат нашите храмови, да одат на некои од црковните литурги кои што содржуваат. Покрај посетата на вековните храмови, туристите го користат престојот за прошетки крај езерото, запознавање со културно-историските знаменитости и уживање во локалните кафулиња и ресторани. Ми дојдоа гости од Полска, ќерка ми студира тамо и дојде со дечко и кој што е за прв пат во Македонија и сакавме да му го покажеме градот. Секако прво ќе прошетаме низ стариот град, горе на Плаушник ќе се качиме до Света Софија, ќе отидеме и до останатите цркви. We're from Vancouver, Canada. Ние сме од Ванкувер, Канада и вашиот град ни е преубав. And it's a really cool country. Навистина е кул земја, кул град. Езерото е прекрасно и исто така вашите пари се интересни. You know that in Mexico... Во Мексико на училиште ни раскажуваа за Македонија. Не се сеќавам многу бидејќи бев мал, но во Мексико е позната земја, можеби затоа што и обичаите се слични. Ги има слични обичаи во Мексико. I'm from Germany. Јас сум од Германија. Многу ми се допаѓа овде. Видов многу нешта и не можам да издвојам нешто специјално. Big pleasure to be in Големо е задоволството да се биде во Македонија, бидејќи не знаев многу за Балканот, но преку ова патување собрав многу информации, научив и видов многу. Градот со 365 древни светилишта за Великден е потврдена дестинација која што нуди едно поинакво доживување. Великденските празници во Охридот секогаш имале посебно значење. Градот познат како Балкански Ерусалим со векови ја негува богатата христијанска традиција пренесувана од генерација на генерација. Записите на историчарите сведочат дека празнувањето на Великден во Охрид било длабоко вкоренето во животот на луѓето без разлика на општествените услови низ историјата. За тоа како се славел Великден пред повеќе од еден век, сведочат бројни хроники од македонските преродбеници. Ако земиме хронолошки да разгледаме како се случувало и како се славел Великден пред повеќе од 100 години, можеме да најдеме низ хрониките на Кузман Шапкараев, на Евтим Спространов и така натаму. Тие преродбеници, ево, например, Евтим Спространов, кажува дека дури во времето на Джеладин Бек, рисјаните, односно христијаните, на вистина на еден величествен начин го славеле Великден, што значи дека во тој период немало рестрикции за овој голем верски празник.
Како историчар на градот Охрид, Никола Митровиќ Бабе вели дека посебно го фасцинираат оние пишани сведоштва за славењето на Великден во периодот од 1910-1916 година, како на пример од Танасија Волкоја Дајова, која била првата жена фотограф во градот Охрид. Празнувањето секогаш започнувало со богослужба, а продолжувало во домовите со богата трпеза и строго почитување на традициите. Како што охриѓани викале што дал Господ, и на таа трпеза прв седнувал најстариот член, а потоа сите други членови. Прв каснувал од таа софра најстариот член, а потоа се кршеле со јајца. Се верувало дека со вапцаните јајца, онај што ќе бил како на еден начин победник, имал берекет преку целата година. Таа софра преку вечерта се покривала со чаршав за утредента одново да може да се јаде. И покрај тешките времиња, често притиснати и од немаштија, охриѓани секогаш наоѓале начин достојно да го одбележат празникот. Исто така, например, имаме сведоштво од 1916 година од Милка Шандова, која всушност укажува дека оскудацијата си го правела своето. Меѓутоа, луѓето секогаш наоѓале начин Великден да го славеле на еден посебен и колку што можело богат начин. Дури тие викаат дека дури и децата постеле. Меѓутоа постеле бидејќи навистина и во тоа време немало многу масло, не можеле да си приуштат такви работи. Меѓутоа за Великден секогаш морало да имаат нова облека, морало да имаат нови кондурчина, фанелчина и така натаму. Посебно значење имале символиката и обредите, од новата облека до вапцаните јајца и свеќата донесена од црква, која се сметало дека има заштитничка моќ, како и прво вапцаното јајце на Вели четврток пред изгрејсонце. Етнолошките истражувања покажуваат дека секое мало имало своји специфични обичаи, но суштината на празникот останувала иста. Особено фасцинираат одредени записи кои што се пронајдени од Бранислав Русич, етнолог кој опишува како се славел Великден во Охридско-Преспанскиот регион. Тој пишува за обичаи во одредени мала како месокастро кошишта и посебно за уникатноста на некои од нив. Кажува особено на она што значи паликоси, кое што ние го имаме типично во градот Охрид, дури и несвојствено за другите градови, а тоа е дека на Велики четврток, на Велики петок и така натаму се со свеките децата ги подпалуваат косите едни на други. Тоа е можеби невообичаено за другите градови, дури можеби влечи некој пагански дел, пагански обичај, меѓутоа навистина во Охрид и тоа е еден вид церемонијален обред кој за Великден го има и го опишува и Бранислав Русич. Сето ова ја потврдува уникатноста на Охрид како духовен центар каде традицијата и верата се нераскинливо поврзани. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот, дуваш умерен ветер од северозападен правец. Максималната дневна температура се искачи до 15 степени. Утре во Охрид времето ќе биде претежно облачно, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна до 15. Температурите во Македонија утре во интервал од -2 до максимални 17 степени. Во недела и понеделник следува преодна стабилизација на времето. Во недела ќе биде умерено облачно со подолги сончеви периоди, а во понеделник ќе биде претежно облачно. Од вторник следува период на облачно време со врнежи од дожд, претежно во западните делови од земјата, кои ќе продолжат и ќе бидат пообилни во четврток.